Идниот пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Крива Паланка, господинот Љупчо Николовски. Ова е митинг. Не тоа у сабота. Почитувани сограѓани, драги мои пријатели, добро вечер. Со овој митинг и со оваа масовност се придружуваме на градовите низ кој помина победничкиот караван на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова е начин како да им кажеме доста е. Доста ни од оваа губитничка политика на Никола Груевски. Доста ни од празни ветувања, од сиромаштија и беда, од бикови и лавови. Време е овој срам, оваа катастрофа и ова лудило да престане. Време е да започнеме да работиме со сериозност. Време е на 5 јуни Груевски да го снема заедно со неговата преродба од нашите телевизори, од нашите животи, од нашето секојдневие. Почитувани, Крива Паланка веќе 5 години живее во сиромаштија, полна со лаги и закани, со насилие и страф, со оценување на професори и лекари, со деградирање на полицајци и работници, со казнување на фирми и честни предприемачи, со сослушување и бркање на специјалисти од нашиот град, со беззаконие за тесниот круг на партиските профитери на преродбата. Ситуацијата овде никогаш не била полоша. Ни се случуваат работи што никогаш не сме можеле да ги замислиме дека ќе се случат тука. Наместо нов парк, единствениот се уништува заради бизнис интереси на власта. Наместо голините да се претворат во шума, се развива и создава дрвна мафија. Наместо во здравството да се инвестира и развива, истото е пред колапс. Инспекцијските служби се ставени во функција на партиските задачи и потреби на ВМРО ДПМН. Овде едни работат на диво и со огромни привилегии, други работат по закон и со дебели казни. Институциите станаа генератори на милионери. Овде едно исто лице може да биде и полицаец, и лекар, и судија, инспектор на УЈП. Овде директори и функционери на ВМРО ДПМН се возат во бугарски коли. Само овде се случило да се отвори граничен премин, ама без да се направи пат до преминот. Овде 5 години се манипулира со животот и маките на луѓето и на граѓаните. 5 години власта продава популизам. Овде нема ништо нормално, овде нема ништо логично, се е изместено. Но затоа, овде вечерва сме многу. Трговците се тука за да ставиме крај на монтираните инспекции и огромни казни. Жените се тука за да го вратиме работничкото достоинство и гинеколошкото оделение што го растурија. Ловџиите се тука за да им ја загарантираме концесијата. Таксистите се тука за да не им се одзема левот од инспекторите. Рударите се тука за да им се подобри статусот после пети. Пензионерите се тука и заради нив и заради своите деца и внуци. Но најбројни се младите. Младите се тука. Младите се тука затоа што сака да се изборат за својата европска иднина. Затоа што младите конечно сакаат да се размислува сериозно, да се работи одговорно и честно, да се наоѓаат решенија на проблемите, да се гради иднина. Овде граѓаните се дојдени за да ја пратиме пораката дека на 5 јуни ја враќаме слободата назад. Ја враќаме културата во живењето. Овде сите ние сме дојдени со една иста цел, да ја вратиме Македонија во која диктатурата ќе ја замениме со демократија. Изолацијата со интеграција, нетрпението со толеранција, а криминалот ќе го замениме со правда. Господо од власта во заминување, помни овој град, ова Крива Паланка многу подобри времиња, кога СДСМ изгради и училишта и градинки, мостови и тротоари, канализации и водоводи, улици и обиколници, а тие ветија и брани и индустријски зони,
и гасификација и развој на туризмот, и погони и игралишта, и патишта и автопатишта. Но од сето тоа не добивме ништо. Само портокалови лаги и одчет од народни пари, со кои мислат дека ќе можат да го замачкат собственото недомаќинско работење и дека повторно ќе го купат нашиот глас. Но почитувани, ние ниту сме наивни, ние ниту сме глупи. Ние заедно на 5 јуни ќе ги казниме. Ќе ги казниме бидејќи се работи за нашата живеачка, бидејќи се работи за нашата иднина. Бидејќи Социјалдемократскиот сојуз е со народот. Бидејќи Социјалдемократскиот сојуз е народот. Нашата програма за твојата иднина е детална, финансиски е одржлива, реална и остварлива. Таа гарантира развој на секое делче во Република Македонија, вклучувајќи ја и нашата Крива Паланка. Им гарантира повисок стандард и на децата, и на родителите, и на младите, и на пензионерите, и на студентите, и на работниците, и на вработените, и на работодавците. Со нашата програма, наместо лавови и бикови, ќе изградиме модерна инфраструктура. Ќе патуваме по модерни безбедни патишта, ќе привлекуваме инвеститори и туристи, ќе градиме нови и ќе ги рестартираме старите енергетски капацитети во Македонија. Никој нема да има плата помало од 9000 денари. Сите работници ќе добијат соодветна заштита на своето работно место. Секој ќе има пристап до социјална заштита и минимална, односно социјална државна пензија. Драги мои сограѓани, јас не заминав никаде во белиот свет како што тоа го направија децата на бамуровските богаташи. Јас останав тука, ова е мојот дом, вашата судбина и моја судбина. И не можам да останам да гледам од страна како речиси неписмени, како криминалци си играат водење држава. Додека ние сите ја плаќаме сметката. Затоа е мојот активизам, затоа е мојата ангажираност и посветеност во целиот овој период во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За да во парламентот бидеме гласни, а не неприметливи, да бидеме борбени, а не молчаливи, за да дадеме придонес за Крива Паланка, за да дадеме придонес и максимум за Република Македонија. Затоа ве повикувам, на 5 јуни излезете на гласачките места. Гласајте за својата и вашата, а не за фамилијата на Никола Груевски. Заокружете го бројот 10, заокружете го докажаниот Стефче Јакимовски од Подржи конј. На Македонија е потребно ново лидерство. Почитувани на 5 јуни да одбереме победничка Македонија.